сите, добродојавте назад на нашиот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денес го снимам фамозниот Girl Talk Part 2, односно втор дел од нашите женски разговори. Вашите прашања ги поделив во три категории: менструален циклус, женски проблеми со женски денови, хормони и исхрана, начин на вежбање и општо вежбањето мое. Првава категорија е менструален циклус, женски проблеми, односно женски денови. Првото прашање гласи зошто може да доцне менструација, плис нека биде анонимно. Прочитав намерно ова плис нека биде анонимно, за да покажам дека вие се срамите од тоа. Нема ништо срамно од абнормален процес кој што ви се случува и за кој што треба да се обратите на лекар. Први, не знам колку години има девојчево, доколку се работи за тинејџерка. Тинејџерите, знам по моje искуство, знаете и вие по ваше искуство, дека немаат редовен месечен циклус, се до својата 15-та, 16-та, па и 17-та година. Така да, доколку си млада тинејџерка, нормално е, не се плаши, но секако извести својата мајка, ќе поразговарате за тоа, ќе отидете на гинеколог, не е апсурд, не е страшно да се отиде на гинеколог, да се поразговара со него, да се види статусот хормонален, да се следи целата ситуација. Така да, мој совет е да кажеш на твојата мајка дека ти доцне менструацијата, да видите што како и да го решите проблемот. Доколку станува збор, а имам прашање такво, причина зашто ми доцни препорача гинеколог, ова е повозрасна девојка. Ќе кажам, не сум лекар, ќе зборувам лично од моје искуство. Сите хормони кои што се вклучени во самиот менструален циклус се одговорни нели за нашите полови карактеристики, за нашите облини, влакна на срамни делови и така натаму. И овие работи уште од најмала возраст, кога ќе ја добиеме прв пат нашата менструација, односно нашиот менструален циклус, знаат да покажат знаци доколку нешто не е во ред. Така беше и со мене, и со мојот месечен циклус доста време ме доцнеше. Не ме беше срам и кажав на мајка ми, се упативме на гинеколог и на крај сватив дека тоа одење на гинеколог мене ми донесе многу позитив, односно ми откри еден синдром кој што го носев со мене долги години и кој што нели сега го немам, фала му на Бога. Дали треба да се срамиш ако немаш менструален циклус, а твоите другарки имаат? Секако дека не гледам ништо срамно во тоа. Сите ние сме различни индивидуи, различно функционираме, различно се исхрануваме, во различна околина живееме, а сите тие фактори влијаат врз нашиот менструален циклус и нема потреба да се срамиш. Уживај додека немаш циклус месечен. Секако пак ќе повторам, можеби ќе звучам досадно во ова видео, но разговарајте со вашите мајки. Дали после однос, сексуален однос, е нормално да има промени во месечен циклус? Според мој лично истражување, односно според моите лични сознанија од мои пријателки, од мои луѓе во околина, знам дека месечниот циклус им се има регулирано после однос, но не значи да не се сватиме погрешно, не значи дека вие треба одма да отидете и сега да имате односи затоа што треба да ви се среди менструалниот циклус. За средување на менструален циклус има гинеколог, односите се други, после ќе ги дискутираме сексуалните односи. Ја лично искуство немам таква, мене циклусот уште не ми е среден, така да не знам како да одговорам на ова прашање. Моje лично искуство немам, од пријатели знам дека им се има средено. И последното прашање всушност причини зашто ми доцни и препорачам и гинеколог. За оваа тема не знам колку можам да препорачам гинеколог. Јас живеам во Куманово, посетувам гинеколог во Куманово. Изгуглајте на интернет, Google, сега интернетот на сите ни е достапен. Сега жениве се активни на социјалните мрежи, има групи, истражувајте. Јас лично во Куманово посетувам гинеколог од ординацијата Гинолабор, така да тоа е тоа што можам јас лично да ви кажам. Сега, втората голема тема е хормони. Првото прашање од оваа тема е дали хормонското преметување се должи на начин на исхрана. И сега ја претпоставувам дека има дечиња и можеби возрастни, не е срамно. Мислам, срамно е во 21 век да не знаеш што се хормони, но ајде сакам да го прво објаснам процесов и што се тоа хормони. Дека хормони се
хемиски елементи, односно стимулатори кои што се наоѓаат во нашиот организам и кои што се продуцираат од ендокрини жлезди. Тие се транспортираат низ нашиот организам преку крв и влијат врз одредени целни клетки, односно целни органи во нашиот организам. Такви ендокрини жлезди се хипофиза, епифиза, штитна жлезда, односно тироида, надбубрежна жлезда, градна жлезда и полови жлезди. Хормонското пореметување прво може да биде наследно, така да начинот на исхрана не може баш во овој наследен фактор да придонесе за нејзино појавување, но знам дека од лично искуство знам дека со исхраната сите хормони се регулираат, секако и со земање на одредени таблети препорачани од вашите лекари, но во главном не можеш само да излечиш хормонско пореметување со исхрана. Првен треба сето тоа да се изрегулира и да се среди со таблети, за да после процесот со исхраната се онака се одржува во еден баланс и да имаш една контрола врз своите хормони. Така да, има поврзаност хормонското пореметување со исхраната, но не се должи. Ако имате некои други прашања поврзани со ова, еве напишете ми, па јас слободно ќе истражам, па во нареден Girl Talk ќе разговараме повеќе за ова. Дебелина поради здравствен проблем, прашалник, ова вајде заради мене, во мој случај тироида. Е второто прашање поврзано со хормони. Секој здравствен проблем може да се регулира, секој здравствен проблем кој што има поврзано со тежината може да се регулира со исхраната и со активноста. И кажуваш дека имаш проблеми со тироида, посети лекар, верувам дека имаш посетена, пи таблети кои што ти се препарачани, држи еден некој режим на исхрана и верувам дека ќе имаш резултати. Третата точка, третата голема тема за која што ќе разговараме денеска е исхрана. По првото прашање на кое што сакам да одговорам е како се исхрануваш. Значи се исхранувам вака. Од мојата исхрана се изврлени јаглехидрати, нездрави јаглехидрати, односно благи работи, чоколади, никако. Газирани пијалоци, сите се отстранети од секојдневната употреба и имам еден трик кој што го почитувам, не секогаш, гледам да го почитувам. Не мешам протеини со јаглехидрати, односно не мешам месо со компир. Ако јадам само компир, јадам само компир со салата, ако јадам само месо, јадам само месо со салата. Компирот почнав да го исфрлувам затоа што ми смета на дигестивниот тракт и не ми одговара, прави надуеност, ми прави гасови, така да пополека го исфрлувам. Исфрлив целосна леп и пијам доста течности. Тоа е тоа на кратко што можам да ви објаснам. Не држам никаква диета, правам само еден режим на исхрана, сакам да си направам еден режим на исхрана кој што нема утре да едва чекам да заврши и да се вратам на глупостите. Од каде ја црпаш мотивацијата секој ден да вежбаш и по колку пати вежбаш неделно? Моментално поради еден здравствен проблем кој што го имам, не можам да посетувам фигурила поради топлината која што ја има нели во капсулата, па затоа одам 6 дена во теретана, а rest day, односно ден за одмор ми е недела. Сега, тоа можеби не е правилно, тоа можеби е преоптеретеност. Така да секој ден одам, колку и да ми се уват луѓе кои што имаат искуство со фитнес и со теретана и ми велат Ивона нема да се форсираш толку многу, ќе ти се здосади, нема да ми се здосади и нема да се откажам и не ми е тешко. Само ми е интересно, забавно и можеби у април, мај ќе ми здосади, но кога ќе ми здосади ќе најдам некоја нова мотивација, така да ве молам да прекинете, да ми солите памет како не е добро да лежам дома. Не е добро да легнам у кревет и да се дебелам и да јадам junky food. Добро е да одам. А од каде црпеш секој ден мотивацијата да вежбам? Читам мотивациони книги постојано, заследив луѓе кои што се занимаваат со фитнес. Целиот фид на Инстаграм кога ќе сролам ми е со вежби. Имам цел тука поставено, знам што сакам. Сегде црпам мотивација. Имам зацртано цел, знам што сакам и одам кон тоа. Следното прашање е дали има разлика пред да почнеш да одиш во теретана и сега. Секако дека има и пресреќна сум заради тоа, кога ќе треба да одам во продавница порано, зашто ми е многу далече на продавницата, едно половина час. Свикав, леле, треба да одам. Сега одам, онака со задоволство, затоа што знам дека тоа се додатно потрошени калории. Кога треба да одам кај баба ми, која што живее малку по горнина,
Не ми треба доста енергија да вложам, туку едноставно само се движам онака лесно. Немам проблеми со кондиција. Ги откажав цигарите за оние кои што не знаат. Веќе од ноември, декември, јануар, февруар, март, 5 месеци веќе не конзумирам цигари и тоа многу ме помогна за кондиција. Тоа е тоа што се однесува до вежбањето сега за сега. Имаме уште две големи теми, онака поголеми, но по едно прашање имаат тие теми. Темата е секс. На колку години е најдобро прв сексуален однос, за прв сексуален однос? Од медицински аспект, пред 18 никако не би ви дозволила, односно не би го кажала тоа јавно. Вака, затоа што телото не е спремно. Сите знаеме сексуалниот однос до што може да доведе, или ако не сме предпазливи, ги гледам луѓе во се повеќе како оди времето, како се измислуваат нови методи за контрацепција, тие се повеќе не ги користат, па забременуваат случајно. Сега ќе се префрлам на оној емотивниот, на психолошкиот, на колку година е најдобро прв сексуален однос. Ја тргаме, нели, медицинската терминологија и медицинското мислење. Не постои време и не постои место и не постои временски период кој е најсоодветен, да ви кажам, вие сте 2 месеци со ваше дечко, и ме пречите колку време треба да помине. Не постои просто време и временски период кој што треба да го поминете, тоа просто треба да го почувствувате. Првин, за да стапите со некој во сексуален контакт, треба да почувствувате близина со него, односно да не ви е срам да се соблечете пред него и да не ви е срам да се покажете, нели, во тоа светло во кое што треба да се покажете за време на сексуалниот однос. Многу шкаклива темата, но мене стварно не ми е срам да разговарам со вас. Сега се враќаме на терминологијата од медицински аспект и се враќам од тоа дека денешните девојчиња има дечковци на 14-15 години. Мојот брат кој што има 15 години има девојка. И вие не сте уште развиени и кога ќе слушам дека 15 годишна девојчиња има сексуален контакт, не ми е јасно како. Не ми е. Стварно не ми е јасно како и зошто. Ова го осудувам веќе. Еве ви еден пример, не знам дали сакам да го кажам, но ќе го кажам. Прв пат кога нешто направив такво, мајка ми лежеше во мојот кревет, ме чекаше, секогаш ме чекаше така, кога бев помала усмислена, помала 18 години. И одма кога дојдов, одма и кажав, затоа што знам дека таа е жената која што ќе ми каже: Ивона, внимавај. Ивона, внимавај на ова и она. Не напишав на некој од блогерките кои што ги следав тоа време на колку години е најдобро, што сега да правам. Затоа разговарате со вашите мајки и се надевам дека ме разбравте што сакам да ви кажам. И последната нешто за кое што го одвоив е акни, производи и нега, што користам јас за моето лице. Пред да почнам било што зборам, ќе ви препорачам еден YouTube канал, сега тога ќе го напишам на примонтажа. Каналот се вика Како Нина на. Тој YouTube канал мене ме спаси од огромен проблем со кој што се соочив еден известен период кога имав проблеми со менструален циклус и со тие хормонски акни, така да обавезно посетете го YouTube профилот и погледнете за што станува збор. Освен вложување во шминка, треба да вложиме и во нашите производи за нега, односно за skincare. Ја користам 4-5 производи за skincare. Тоа е Афродита пената за бришење на шминка од лимон и хиалуронска киселина. Користам Evelyn Pure Control 3 во 1 маска, пилинг и гел за миење. Користам микса тоник, односно мицеларна вода, напишана на самото опакување заради маркетинг сфрхи е тоа. Луѓето го ги купуваат мицеларните води, мислиш дели вода за пиење. И користам крема и лосион од фармаси, од Доктор Туна со чајно дрво екстракт. Како и што правам, ќе го видите тоа на YouTube каналот Како Нина на, ќе сватите дека тоа се препораки од неа, така да тие се тие производи кои што ја ги користам. Ако имаме можност ќе ги ставиме при монтажа, ако не, на Инстаграм ќе следите ме, ќе видите секако ќе објавам
ќе ми текне некогаш да го измијам своето лице на Instagram story, па ќе видите. Така да тоа е тоа, женски мој. Ја верували или не снимам 30 минути, како ќе се намонтира ова, ќе видиме. Се надевам дека ми ја свативте поентата. Ако сакате да разговараме на уште вакви теми, напишете тоа во коментар. Кога ќе одлучам за парт 3, ќе објавам на моето Instagram story. Ви останете ми позитивни, останете ми добри. Да ви препорачам само една книга. Правам моментално челендж на Instagram. Луиза Живот се вика книгата, изгледа вака. И топ книга мотивациона, така да ми барате стално и мотивација од каде црпам. Ова е едната од мотивациите во кои што се јас пронаѓам. Ве сакам многу и се гледаме за брзо.